Кесето подготвено за контейнер, но во кесето има сешто: хартија, пластика, стакло, остатоци од храна. Но вака тоа повеќе нема да може. Вовед во редот веќе има, зашто сите јавни предпријатија од источниот регион имаат договор со лиценцирани компании за селекција на примарен отпад. Преку селекција на контейнерите кои се донирани од страна на Екопак Хит и на селекцијата која се врши на самите депонии, ние вршиме откуп на отпадот од пакување, како што можете да видите овде го балираме и понатаму завршува на рециклирање. Но граѓаните навика и желба за ова се уште немаат и ѓубрето го фрлаат како и досега. Немаме навика, посебно тоа да го фрламе, посебно ѓубрето, посебно пластиката. Менталитетот наш е таков. Има контейнери доволно, има се, ама тоа навика нема. Но како што рековме, ова веќе така нема да минува, зашто штетата е двојна. Прво имаме еколошка, затоа што брзо ќе ја наполниме депонијата и го намалуваме нејзиниот животен век и капацитетот, и секако економска, затоа што со тоа губиме и финансиски средства од самата рециклажа на отпадот и она што се одвојува како рециклиран материјал. За сега овие навики минуваат неказнето, но во Европа тоа е поинаку. Значи, можам да истакнам дека скандинавските земји предњачат во тоа, како и земјите од Бенелукс и Германија, додека останатите земји по некои нови технологии што денеска се применуваат, се повеќе го применуваат концептот на заеднички тип на отпад кој што понатаму оди во заедничко уништување со инценерација. Но бидејќи кај нас засега закон нема, се уште се бројат само штети. Имено годишно во регионот се акумулираат по 40.000 тони смет, од нив 21.000 се комунален отпад, 15.000 тони хартија, пластика и стакло и 4.000 тони останато. Поради неселективност и нерециклирање, загубата е околу 2 милиони евра. Дали ова е во ред? Како граѓани и како постапувачи и како задолжени за постапување со отпадот, мораме да се менуваме и во делот на одлагањето, и во делот на прибирањето, и најнапред и најмногу во делот на односот кон природата и кон иднината. Секако дека не, но со овој проблем не се засегнати повеќето, но засегнати има други и затоа престои ред. Кој нема да го почитува, ќе плати скапо.